Почитувани граѓани, пратениците на СДСМ и на Сдружената опозиција, избрани од граѓаните на Република Македонија, даваат силна поддршка и целосно се вклучуваат во активностите за реализација на новата стратегија за политичко делување. Борбата за демократија и подобар живот на граѓаните ќе ја водиме надвор од собранието. Сакам да ве известам дека по повеќето состаноци што ги имавме на ниво на избрани пратеници, а и со раководството на СДСМ завземавме конкретни ставови за нашите активности што ги најавувам од овој момент. Внимателно и досега следевме какви закони носи власта на Груевски во отсуство на опозицијата, невидено и незапаметено за демократската практика во светот. Иницијативи за менување устав, проблематични и неуставни законски решенија, без никаква дебата, поддржани од владеачкото мнозинство во собранието, кое што действува како продолжена рака на владата, а не како нејзин коректив. Од сега тој коректив ќе биде оваа пратеничка група. Ќе реагираме на секој недемократски и штетен проект за граѓаните. Со конкретни решенија ќе понудиме вистинска алтернатива на лошите законски проекти што ги носи контролираниот парламент. Ќе работиме многу интензивно. Свесни сме за контролираната медиумска блокада и за недемократските услови во кои што треба да функционираме. Затоа нашата работа ќе биде меѓу граѓаните, од човек до човек, од домакинство до домакинство. На поединечни и групни средби со граѓаните ќе ги објаснуваме решенијата и политиките за кои што се залага СДСМ и коалицијата. Ќе функционираме конкретно како опозицијска пратеничка група и ќе бидеме дел од партиските комисии за кои што говоревме вчера. Водилка ќе ни биде социјалдемократската идеја, општество на сите и за сите, земја на еднакви шанси, солидарност и можности за достоинствен живот за секого и перспектива. Ова ќе биде тежок, трнлив и макотрпен пат, но ова е вистинскиот пат и ние сите овде сме убедени во тоа. Ќе функционираме надвор од парламентот, но ќе ги исполниме сите очекувања на граѓаните кои не избраа, на нашите поддржувачи и симпатизери. Ќе им се доближиме и на неопределените граѓани, ќе им се обраќаме и на поддржувачите на ВМРО ДПМНЕ, кои веќе се свесни каде ја водат земјата актуелните политики. Ќе се консултираме со сите нив, ќе ги лоцираме проблемите на терен ќе работи и секој од нас во изборната единица од која што доаѓа. Свесни сме дека од нас се очекува да ја вратиме демократијата во Македонија. Тоа и ќе го правиме. Тука сме да ја оправдаме дадената доверба од оние кои во недемократскиот амбиент се одважија да дадат поддршка на оваа демократска опција за Македонија. Нашата мотивација се граѓаните и Република Македонија. Почитувани граѓани, не сте сами. Ќе работиме заедно за иднината на нашата земја. Ви благодарам. Во понеделник во собраниска процедура влегуваат уставните измени, колку е добро за едно демократско општество измените да се носат без политички консензус. Да се почнуваат уставни измени во ситуација кога опозицијата не е во собрание е врв на ароганција и неодговорност на една власт. Кога се менува уставот, треба да постои еден поширок општ консензус, како политички, така и општествен, бидејќи уставот е најзначајниот правен акт во една земја.